Благодарам, председателке, почитувани стопанственици, членови на управниот одбор и извршните тела на Сојузот на стопанските комори на Македонија. Прво ви благодарам што најдовте време за нас, еден од поголемите политички субјекти во државата. Искуството во соработката со Сојузот на стопанските комори на Македонија е за нас одлично и во делот на нашето знаење кое што го научивме токму од вас практичарите, а и во делот на соработката која што имавме во 2,5 години кога имавме чест од мнозинството народ да ја водиме нашата земја. Знаете дека многу работи се исполнија во целиот овој период како долгогодишни стратешки определби на државата кои што дават една предвидливост, дават една иднина на креирањето на плановите во секој сегмент на општеството, така и во најважниот, економијата, од каде што земаме плати, од каде што нашите граѓани барат работни места, кои што ни партиципира во севкупниот раст и развој на државата, бруто домашниот производ, но и дигањето на економскиот стандард на земјата. Малите и средните бизниси се многу значени заради тоа што сите овие елементи кои што ги спомнав тука се инкорпорирани во нив. А впрочем дури и извозот не е најмногу вграден како држава во тој сегмент. Едно научивме дека ако ние политичарите кои претендираме на гласовите на нашите граѓани, се научиме да слушаме подобро и при тоа да го имплементираме, веруваме дека сите заедно многу повеќе ќе придонесеме за благодет на нашата земја, а секако и за перспективи на нашата економија. Со Сојузот на стопански комори, јас како поранешен премиер имав многу често состаноци и тоа квалитетни состаноци. Верувам дека како влада овозможивме достапност, овозможивме состаноци, разговори за се, имавме конечно и решение на едно сериозно прашање, тоа е одговорите на 71-то барање кои што беа декември ги испорачавме конечно. Секако вие знаете колку сте задоволни или колку не, но ние не сакаме тука да застанеме, заради тоа што дадовме одговори на 29 прашања кои се решени или како се решаваат, на 29 од нив адресиравме кои се следните чекори во нивното решавање и ако не се лажам 13 од скупно 71 се надлежност на други институции кои што не се под нас, но ги адресиравме директно до тие институции, дали се општини, дали се не знам други инстанции кои што не се под надлежност на извршната власт да бидат отстранети. Со тоа покажуваме еден инклузивен процес во кој што сакаме да учиме, сакаме да вградуваме елементи заради тоа што вие сте практичарите. Вие живеете економијата секој ден и колку повеќе растете во својот обем, така да верувам дека на тој начин ќе придонесеме за благосостојба на целото наше општество. Во нашата земја, онаш која што во моментот го создаваме, верувам дека треба да го преточиме и по политички програми. Во нив најважен дел е тоа што граѓаните најмногу го очекуваат, а тоа е економијата. И затоа сум денеска за ова многу значајна, една од најзначајните стопански комори во нашата земја, за да подискутираме за суштини кои што можеме секако да ги вградиме во нашите програми како инклузивен елемент, а не да дојдеме со готови програми и да ги презентираме, верувајќи дека можеме многу што да научиме. Јас лично учев, верувам и другите економски ресори и советници кои што работат во владата, научивме многу од соработката со Сојузот на стопанските комори на Македонија и сакаме тоа ако може да го унапредиме. Ние сме спремни со сите ваши укажувања, прво како гранкови лидери на Сојузот на стопанските комори и членови на управниот одбор или извршниот одбор, не знам како се вика на комората. Сакаме навистина да и наративно устно ги слушнеме одредени идеи, а јас понатаму ќе си дозволам да ги побарам дури ако може службите на комората да ни ги преточат на писмено, за да може и да ги препознаете во нашите програми. Зошто? Заради тоа што обично тие програми стануваат владини програми. Значи политичарите дури ќе тежнееме ако е возможно да изградиме една национална стратегија за следните 10 години. Ние се зборуваме за следниот мандат од 4 години, но веруваме дека можеме и со зрејание на државата заедно да изградиме некоја економска стратегија за 10 години со што би оствариле секако по стабилност, предвидливост на нашата економија. Секако имавме своји слабости и знаете дека ги признававме. Неколку пати тоа беше, не знам, во делот на носењето на праведниот данок, кој што кабетливоста беше на наша страна и тоа го признавме, заради тоа што
не го издискутиравме, не навремено го подготвивме и тоа што сме научили, едно од тезите кои што ни провеува пред се за економските политики е предвидливоста, односно навременоста. После дискутирањето се знае до кога се дискутира, колкав е тој период на подготовка, за да стартува негова имплементација и повеќе нема допирање на вакви елементи кои што се однесуваат на економските политики, на даночните политики и на сето она што е важно за самите стопанства, односно за нашите македонски фирми. Од тој дел мислиме дека можеме да создадеме на програма која што ќе биде мозаик на вредности, како што ни општеството. Впрочем, и ова комора е еден убав мозаик на сите други коморски делови кои што ги составува и јас верувам дека можеме многу што да надоградиме. Знаете дека почнуваме со оваа година, трета деценија во 21. век и дигитализацијата, информатичкото општество се нешто кое што ќе движи во иднина. И како општество, и како држава, многу малку знаеме и каскаме по светот и овде гледаме сериозен предизвик за да вградиме буквално дигитална економија, инвентивна економија која што би била дефинитивно некој нов двигател исто така во периодот кој што предстои. Ние имаме одредени наши сегменти, но секако предизвикот е огромен и во тој правец. Сакам да денеска навистина отворено разговараме за сите идеи, за сите слабости, за сите предности. Јас сакам да учам. Денеска сум овде со двајца председатели на наши економски комисии, господинот Фатмир Бетики и Митко Андреевски, кои што се и досега мои советници, работат на одредени сегменти и проблематики, се дел од тимовите за создавањето на економската програма на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и верувам дека во тој дел и ќе успееме. Државата наша мислам дека ги реши големите политички прашања. Не е двојбена нашата интеграција во НАТО и во Европската Унија. Верувам во периодот во кој што доаѓа пред нас, без разлика како ќе определат државата, граѓаните за да се движи државата, ќе биде период на сериозен економски предизвик и на вистинска трансформација на институциите. Нема повеќе ЕУ, НАТО, меѓународните политики. Да, мала земја сме, интеграциите треба да донесат бенефит и сериозна помош и поддршка и од европски фондови и НАТО интеграциите исто така соодветен бенефит за државата, но сите ние дома треба да се посветиме на трансформацијата на општеството. Според мене треба да го менуваме и односот поединечно, како луѓе. Ако сакаме да бидеме во Европа, да се европеизираме, мораме и секој поединечно тоа да го прави во делот на вредностите и слично, а верувам дека во тој предизвик најсериозен дел е економијата. Заради тоа што и решавањето на проблемот со Грција и со Бугарија, градењето на една кохезија интеретничка внатре во државата, интеграциите, сето тоа на крајот е заради економија. Заради подобар економски стандард, а тоа е возможно само ако имат подобра перспектива нашите економски субјекти, подлесна предвидливост, поголема профитабилност, тоа што ќе го заработите, пак ќе го лупнете дома, во нови инвестиции во еден бесконечен круг, а преку тоа создавате вредност како работни места, трајно општествено добро, бруто домашен продукт, полните буџетската каса, која што има и како сериозен социјален импакт во општеството, од здравство до образование, до детски градинки, полиција, армија и слично, а и секако компетативноста на државата токму преку вас. Економските субјекти се унапредува во делот на меѓународните пазари за кои што се повеќе и повеќе се отвараме. Јас верувам дека државата, како што ни е финансиска стабилна, економски ни е ликвидна, солвентна е, генерално може да биде и сериозен поддржувач и понатаму. За прв пат отворивме можности да преку 70 милиони евра се дава директна поддршка на домашните компании, за мене дури и странските инвестиции се домашни компании, заради тоа што тоа се регистрирани субјекти дома. Оти една компанија која што 100% домашна, може утре да биде и продадена и тоа не значи дека е странска. Таа е сепак наша македонска компанија. Собственоста може да флуктуира, да се менува или слично. Верувам дека таквата поддршка во иднина ќе биде многу зголемена. Моите очекувања од европските фондови се многу сериозни. Самитот во мај е токму заради економска, стратегиска поддршка на Западен Балкан. Најавата од Европската Унија е 14 милиарди евра за Западен Балкан за 7 годишниот период кој што следува мултиануал баџет и верувам дека тоа ќе биде така. Новиот начин на преговорите согласно новата методологија ќе значи отварање на пакети на поглавја поддржани со сериозни фондови од Европската Унија со барање за вистинска трансформација внатре.
Значи ги имате парите ако навистина го промените системот. Не е само да ги отварате и да ги затварате по главијата и сето тоа да биде одржливо. Она кое што е значајно, и тука сакам да резимирам, е еден искрен пристап во кој што сакаме да вградиме буквално ваши практични сугестии во нешто што се вика давање, наветување од наша страна, за да може да ни биде понатаму и притисок психолошки и позитивен во неговата реализација. Имаме многу што да работиме во нашата земја. Ако сублимирам, најголемата замерка од Сојузот на стопенски комори према владата сегашна, а и поранешни била тромоста, трапавоста на администрацијата, скриените давачки, сигурно Даниела ќе согласи со мене, сивата економија, тие мали субјекти кои што се скриени на секаде и прават голем проблем. Да, што прават голем проблем на сите што работат легално на пазарот. Предизвици нашата држава има големи, ама заради тоа е интересна и убаво е тука да обстоиме, да овие предизвици ги зграпчиме и го променуваме секој во својот сегмент на работење и на функционирање. Јас не би должел многу, јас сум денеска повеќе тука да слушам токму од вас, заедно јас и председателите на комисиите од Социјалдемократскиот сојуз ќе ги евидентираме и запишуваме сите овие детали, за да можеме секако понатаму и да ги вградиме токму во нашата програма. Искрено ќе замолам Даниела, председателке, да дел од вашите служби ни направат, вие имате убави материјали разработени, ние сме ги читале, тие материјали се изданија кои што ги има Сојузот на стопанската комора, би сакале ако може и да ги добиеме, не мора тоа денеска, може во наредните денови, за да можеме буквално да преточиме одредени практични сугестии кои што ги давате во тие програмски документи. Ви благодарам и фала ви што во текот на работно време денеска најдовте време за нас, да не се слушате и да вака позборуваме за нас значајни работи. Фала.